Многу работи си изнакажавме со господја Мирјана во кујната уште пред да се вклучиме вака живо во етер и ја искрено се надевам дека доста добар дел од тие работи што ги кажавме ќе успееме да ги пренесеме и на нашите гледачи, оние кои што се заедно со нас ова утро или ова предпладнена утринска на Телма, бидејќи следува нашиот оброк на денот, ако ги имаме вакви гости во кујната, тогаш е наше особено задоволство. Прво заради тоа што имаме многу мудри работи да споделиме, а се разбира имаме многу вкусни работи исто така да ви предложиме и нешто што може да биде одличен избор секогаш. Како за најмладите, така и за повозрастните. Палачинките, велиме, нема промашување кога ги имаме како десерт или како ужина, може и како појадок, но прашање е со што ќе ги комбинираме, а ние денес ќе ги комбинираме со нешто оригинално, вкусно и здраво, нешто што е направено од рацете на господја Мирјана, нејзиниот сопруг кој што е исто во студиото, но позади камерите. На сите оние кои што им помагаат од околу, а се разбира можности за сите кои го следат Slow Food, па и тоа каде тие се представуваат, да можат да го пробаат, а исто така и нешто на што се воодушевуваат странските туристи, за што сме споменали во минатото. Конечно, добро утро, добар ден за вас, верувам добар ден вие и можеби денот ви е исполнет со голем број работа, но веројатно и утрото или денот рано ви почнува. Добро ден дојдовте. Па денеска ни почна рано денот, затоа што бевме припремени, сакаме да видиме целосно спремни за вашава емисија Утринскиот оброк, кој што овој утрински оброк ќе го започнеме со палачинки, со мојот бренд Мармалад од шипки. Да, мармаладот од шипки, вие сте препознатливи по мармаладот од шипки и ем луто, ем благо, ем луто, да не го погрешам нели насловот како што е точно. Сме го пробали мармаладот од шипки и ем луто, ем благо, секој со своите различни, да речам, тоа што е прашање на вкус, дали повеќе ни се допаѓа едното или другото, но секогаш кога станува збор за овие два производи сме едногласни, дека и двата се вкусни и тешко може да се направи избор. Ќе пробаме да ги комбинираме денешните палачинки со едното и со другото, па ќе уживаме веројатно и во двата вкуса на тој начин. Тимската работа кај вас е особено важна. Сопругот ги прави палачинките со неговиот оригинален рецепт. А се разбира, вие сте тука за останатите подготовки, како и она кое што е период на производство, кога се произведуваат всушност и мармаладот и овие останати производи кои што ги правите. Ќе почнеме со ред Мирјана, она кое вие сакате да го најавите меѓу другото и во ова наше гостување. Вашето членство во Slow Food го знаеме и доста голем број настапи, но она кое што следува е настан на 10 мај, можност каде што оние кои ќе бидат, ќе кажете каде, ќе можат да ги пробаат вашите производи, да кажеме последни останати од оваа сезона, бидејќи следното производство доаѓа во октомври, така? Крајот сме, да. Вака ние втор настан, првиот настан беше пред 2 саботи, сега на 10 мај имаме дружба со локалните производители на Slow Food, кој што ќе биде и дегустација, а истовремено кој сака може да се купи, тоа ќе биде и во Public Room. На 10 мај од 10 сата до 3 ќе биде. Така да кој сака да проба нешто здраво, нешто традиционално, нека повела да дојде да пробат. Од 10 до 15 часот во Public Room, впрочем каде што беше и претходниот настан нешто повеќе од 2 недели. Оние кои што ги пратат членовите на Slow Food и нивната работа, веројатно се добро запознаени со тоа каков е вкусот на тие квалитетни производи, а несомнено и за вашите. Она кое што можеби стековно следува е колкаво ќе биде производството за следната година, односно крајот на оваа година за да има за следната или октомври, а тоа е нешто за кое што се грижите во овој период на вашиот простор на Бабуна, за кој што и досега сме споменале. Па рековте претходно дека не сте биле веќе неколку месеци или повеќе од пола година, што на некого може ќе му звучи чудно, зошто? Заради тоа што да си име такво место и таква природа, може би ќе биде малку и почесто или подолго утрено. А вие велите не можете повеќе од една недела да седите, не ве држи место. Јас ќе посочам тоа што климатските промени што настануваат и што настанаа поготово и ова година и ланската година со минусните температури многу наштети на овошјата. Така да ние сега сопругот беше на Бабуна горе, така да од сливите, од кајсиите, од крушите нема ништо. Нема ништо. И тоа значи дека тоа ќе биде замрзнато. Шипката е покасно цветот, капинката е покасно цветот. Валјда ако задржи вака времето како сега што е моментално, можеби ќе имаме сировина. Така е. А шипката ја има.
Тоа што ми е мене брендот, таму ја има шипката, во изобилие има. И се надеваме дека производството, ако сме здрави и живи, ќе го наголемиме нешто. Така е, може вака јас да започнем со мачкање на палачинките и додека ги мачкаме и ги сервираме, ќе потсетиме малку за тоа како изгледа производството на мармаладот од шипки, кој што не е така едноставно. Исто така ми кажете ви од кое можам да мачкам. И исто така нешто плюс во однос на тоа како кога патувате со Slow Food и кога ги представувате вашите производи, на вкусот и на начинот на работата се импресионираат и странските туристи. А ние со Slow Food, јас сум негде околу 12 години, 13 во член на Slow Food, меѓу првите локални производители на традиционална и здрава храна. Slow Food има доста настани и фестивали кои што може да се покажи што може да се произведи во наша Македонија и што имаме. Мармаладот од шипки е еден од најтешките за работа, ама пак е најубавиот мармалад кој што ние во конзервајство го викаме кралот на мармаладите. И не џабе го добил името, затоа што вистина не само што е тој мармалад, него во литературата постои тоа што витаминот С кој што го содржи шипката ни едно друго оштие не го содржи. А исто така, исто го кажала и друг пат, дека приликом термичка обработка, витаминот С во шипката не го губи. Тоа исто и се осеќа во самата дегустација, се осеќа тој малце красаток вкус. Така е, да. Производството си го правиме. Бабуна таму, сировината од таму. Сега да кажем и за палачинкиве. За палачинкиве и брашното е наше домашно. Затоа што јас само нешто сум производител. Јас сум и фармер, кој што поседувам 20 хектари земја во Пелагонија. И таа земја претежно е за пченица, сончоглед, рж, јачмен. И моментално е посејана со пченица и брашното е исто домашно ваше. Домашно наше. Да. Многумина кои што не следат и поголемиот дел од нив веројатно и во својата трета доба, време од животот каде што навистина секој треба да си го пронајде своето хоби или она кое што сакаме да го правиме во тие денови како би се одржала добро психофизичката состојба. Секој индивидуално, но за вас вие сте неуморни и велите не можете да седите постојано, нешто си правите. За да се направи сето ова и дополнителна информацијата и за производството на брашно, навистина и треба време и треба труд. Како ете и ноѓете, имате големи внуци во рете, но сепак велите сакате да сте околу нив, со нив, во текст работите, да не бидете нели настрана. Како наоѓате време за сето тоа? Нашево производство е сезонско. Например, првин доаѓа капинката, па имаме време за шипката, па имаме време за глогот. Сето тоа на неколку недели созрева. Така, тој период кога имаме луфта во созревање на плодовите, се враќаме во Скопје и после повторно одиме и си произведуваме тоа што е веќе узреано и Ќе го поздравиме вашиот сопруг за овие вкусни палачинки кои што ни ги подготви ова утро и ќе споменеме вашата работа, но и она кој што ми го спомнавте исто претходно, тоа е навистина квалитетниот живот, квалитетниот брак, 56 години заедно, нешто што можеби во денешно време да кажеме во овие понови генерации реткост да се задржи, но и да си има квалитет во самиот брак, да не биде тоа површно, да не биде нели со секој поминувани низ предизвици, но која е формулата за од вас како луѓе кои што 56 години доживеале, како велиме, тоа е веќе помината златна свадба, така? 25 години е. Помина златната свадба, сега ќе правиме Платинеста свадба. Да. Слушај, јас многу пати сум го кажала, како што производство, ако не го правиш со љубов, нема ништо. Така и животот. Ако нема разбирање, ако нема љубов, ако нема слога, нема ништо од бракот. Кај нас 56-та година сме во брак, со 2 деца, машко и женско, така да имало една слога, едно разбирање, едно почитување, кој што сето тоа и децата го
го примија во себе дека така треба да тече животот. Да, и тоа е нешто што се учи дома. И тие дома. се исто женети, мажени, кои што се по 30 години веќе во брак, кои што исто така му се сложни, со љубов, со по 2 деца се, така да досега добре. Така е. Имате време и за дружби, па таква дружба имавте во текот на вчерашниот ден, 1 мај, време кое се поминува со семејството, со фамилијата, кога, како велите вие, тоа што е ваша најголема љубов покрај дружбата и да сготвите, да направите, да ги пречекате внуците, нели, од ќерката и од синот и да биде тоа една голема дружба, па така и вчера поминавте, нели? Вчера поминавме фантастично. И ни се погоди времето, беше убаво. Не послужи времето. Имаме овдека живееме во Тафталиџи, имаме голем двор кој што е убаво уреден. Така да имаше расположение, имаше... Па и денот беше 1 мај. Да. Мораше и така да се прослави. Ние го памтиме кога го славевме во времето 1 и 2 мај, кога не се работеше, па тоа беа... И вчера имаше на излети многу луѓе појдено, ама тоа беше... Така, ми се чини уште помасовно. Да, и тоа имавме можност ние да го забележиме, ние го обработивме тоа од еколошки аспект, што не е за пофалба, но тоа е наша друга тема. Унако е што само пред да продолжам со моите прашања кои што ги имам на ум, сакавте да не ви го нарушам концептот и желбата, сакавте и со ова да пробаме, така што тие ќе ги завиткаме во друга форма, а овие со шипка ќе бидат вака во триаголеста форма. Секој да знае да го разликува вкусот и кој што сака да проба, иако верувам дека ќе постои интерес да пробаме и од двете, несомнено, да биде така. Да мачкам, така може, немате ништо против? Добро. Ова е сладко, ем благо, ем луто. Кој што предизвика голем интерес, поготово и тоа и сум кажала и друг пат, дека претежно винариве овој производ го земат и го сервира со сирење, со кашкавал, приликум дегустација на нивните вина. Така, значи тоа оди во одлична комбинација. И со месо оди, и на месо оди, така да малку пикантно луто. Така е. Нешто ново. Да, нешто што вкус кој што не може да се копира, не може да се најде на друго место, но вреди да се проба, така можеме да го кажеме. Еве вако веќе ги сервираме тука и што исто така мене ме изненади пријатно кога се договаравме за вашето гостување во текот на оваа недела, кога се слушнавме, вие рековте еве си готвам за внуците, така, ќе ги викнам на ручек, сарма некаква. Сарма од штавел, да. Сарма од штавел. Дали честопати знаете така да си готвите за нели поширокото семејство, колку и всушност што е она кое што најмногу вака практикувате да го правите во домашни услови? А поготово празниците кога се Божик, Великден, еве вака 1 мај. Не само тоа, ние и во неделите и во саботите кога се децава дома, си правиме така дружба заедничка. И сната готви, ја готвам, двете заедно на маса ќе ставиме и сето тоа се јади, се дегустира. Претежно, што викате, кај нас во Прилеп, Великден не можеше да се помини без сарма од штави. И јас тоа си го практикувам уште и некни исто така, после Великденот, наредниот ден, вториот ден, си направив сарма од штави и си ги собрав децата и така и тогаш убаво си поминавме. Јас прашав за рецептот за палачинки, дали е оној стандарден рецепт за палачинки. Вие велите рецептите не ги откриваме, мајсторот не ги открива своите рецепти, но и да ги открие веројатно не можеме така да го доловиме како што ги прави мајсторот, па така верувам и за сармата и за сите вие други работи за кои што нели зборуваме. Слушај, денеска ништо не е тајно, ништо не е скришно, така да се осмееме малци, Така е, да се пошегуваме. Да се пошегуваме. Како рековте, животот ни е еден за да го поминеме напнати и да се дали убаво да го напоминиме со дружба, со смеење, со музика. Да. Како се дружите со останатите членови на Slow Food кога има такви Па сата сакам да кажам дека ние во Slow Food имаме не само што имаме фестивали многу, настани случаи, имаме ние и приватни така, кога немаме такво нешто, поготово зимно време, па си се дружиме, ние сме во Slow Food како една фамилија. Да, и всушност и затоа ако не се видиме 2-3 недели, ние кога ќе се видиме, се гушкаме, сме блиски. Да, одлично. И тоа е дел од успехот. Имаме фестивалите, например, сега, еве го ни се ближи фестивалот на смоквата во Валандово, во Богданци, кој што се одржува. Исто така сега ќе се одржува фестивалот на Буковската сол во Битола. Имаме сега тука ние биодиверзитетот фестивал. Имаме доста фестивали кои што
Јас, например, немам некое големо производство, па да можам да... На сите да се учествувам? Учествувам на сите тие, ама не би можела да имам така, како што вика иначе, јас сум со дозвола на Агенцијата за храна и ветеринарство, да можам да пласирам и во трговија имам. Да. Да, но не може да се постигне, нема толкава количина, тоа сакате да кажете. Нема количина, е за помалата, поголема количина, вака како јаша го здрава храна која што внатре нема ништо од страна на хемија, производството е тоа и јас сум и 5 тегли да направам, јас сум задоволна. Важно, вас душата ви е исполнета. Не, ми се исполнува. Така е. И тоа е крајниот резултат, впрочем, кој што треба да го има кај секој од нас кога ја работи работата која што ја сака, а веројатно и реакциите ми се многу важни на оние кои што ќе пробаат. Оние кои што промале мармалата од шипка. Вика, ама мене многу ми е битен изгледот на тој што ќе проба. Да, каква реакција ќе има. Како мајка ми, како баба ми, како сестра ми, како овој што го правиш. И ние вака дома правевме. Во село некој беба, валда. Така да го имам тоа традиционално, старо бабин рецепт. Така е. И вкус. Одлично, и тоа искрено се гледа, веројатно и на сите оние кои што го пробуваат тоа. Се приближивме кон крајот, палачинките се намачкани, со добар разговор и веројатно одлично и одличен и вкусен, еве ние ќе се речеме десерт или за нас може да кажеме конкретно и појадок тука во студиото и ќе ви се заблагодарам што искрено секогаш кога и да ве поканиме, имате и што да кажете и од вашето животно, лично и професионално искуство, но имате и што да ни донесете па и да го прикажете. Јас уште еднаш ќе кажам, сабота на 10 мај во Пабликром, дружба со дегустација и можност кој сака да си купи. Од 10 до 15 Не само моите производи, ние сите таму излагачи ќе бидат исто членови на Slow Food кои што имаат исто така локални и здрави производи, чисти. Така, и сега од ние кои што можеби нема да имаат можност да дојдат, од него што можеби прв пат сега ве запознаваат, како и на кој начин може да ве најдат. Вие имате Инстаграм страна, така, Ангеловски. Инстаграм, Фејсбук, све имаме. А ова иначе обично се јавуваат на телефон. Да ви кажам право дека ова претежно и овие кој го пробал. Се однапред резервирани, така? Резервирани, поготово па овие дипломати кога пробаат на вакви фестивали. Да посочам, уште прошлиот пат и слики покажавме од Вели, од Бейли, ова Брмс, амбасадоркава. Сите го зема и го... Да, кога еднаш ќе го пробаат, веќе знаат што го веќе праќа шоферите да дојдат да земат. И мармалата едно време имам сокови, сирупи од капинка, од шипка правев сок, ама немаме амбалажа, шишиња нема кај нас. Да, ете така, многу недостатоци и од тоа што можеме да најдеме и од тоа што не можеме или од тоа што можеме или не можеме да влијаеме. Телефон кој што сака да си порача, ако евентуално не стигне да дојде во Пабликром, е 075 533 370. Ете, така, за сите оние кои што можеби се заинтересирани. Благодариме многу и следно ќе ви дојдеме на Бабуна, така се договоривме, нели? Така, таму да направиме една емисија. Да, таму ќе направиме во производство, во текот на производство. Да, и ќе ви го видиме начинот на секојдневието таму, но ќе видиме и како изгледа производството за кое што зборуваме тука во студиото. Ви благодарам многу, ви посакувам добро здравје. Исто на вас и благодарам на поканата и еве имав можност па да кажам за настанот. Да. И ви благодариме многу, најдобра телевизија. Поздрав до вас и за сите оние кои што може и ова ќе го пропуштат, ќе имаат можност да го најдат и на нашата YouTube страна, на Утринска на Телма. А со вас се гледаме во следна прилика. Нема да чекаме можеби до толку до производството, но секако ќе се видиме и ќе имаме можност да споделиме. Има што да си кажеме. Така е, така е. Поздрав до Мирјана, а сега за сите вас кои што сте и во овие минути со Утринска на Телма, во следните минути оно што петочно редовно го правиме, нашата рубрика Ние и различните приказни кои што секој петок ви ги пренесуваме. Овој пат тоа се приказните од светот на модата или она кое што се случуваше изминатиот викенд кај нас, а тоа е Fashion Weekend. Имавме и гостување со кое што го најавивме, но и бевме на лице место, односно на терен, токму таму ги проследивме модните риви, поразговаравме со модните креатори и учесници на овој Fashion Weekend кој што се случуваше, па еве ќе можеме одблиску тоа да го прикажеме во следните минути. Уживајте.